Другарки и другари, членови на президиумот, членови на Централниот комитет на Левица, сопартијци, симпатизери, соборци. Ви благодариме на сите што одвоивте време и сте тука на конститутивната седница на новото партијско дело под назив кој верувам дека повторно ќе испише историски победи – антифашистичкиот фронт на жените на Левица. Драго ми е што на оваа конститутивна седница на АФЖ со нивното присуство не уважија и другари, мажи, без чија подршка, разбирање и емпатија, патот би не бил уште потрнлив. Сепак, особено ми е драго што гледам голем број храбри, решителни жени кои се вклучиле во политиката во вакви тешки општествени околности. Услови во кои треба да работат дупло повеќе од мажите. Услови во кои ќе треба да поминат низ многу уведи за демотивација, дискриминација, деградирање. Материјални услови и менталитет во кои нивниот труд се уште не се вреднува соодветно. За волците потегот на самоиницијативно вклучување во политика на жени од семејства анонимни за јавноста, жени работнички, млади девојки кои решиле да не ги игнорираат аномалиите во општеството, како нивните врсници, замјоделки, самоохрани мајки. Вакви жени херои има во Левица и тие ги имаат со гледа на проблемите на македонската жена. Овие жени докажуваат и ќе докажат дека политичката сцена не е резервирана за машка доминација и елити. Би кажала дека денешниот неолиберален феминизам е регресивен и илузорен. Од поднебја на која чекурале прогресивни жени како Роса Плалева и Накија Бајрам, кои во цврсто конзервативно општество се борале за еманципација, ослободување на жената и јавно се побуниле против зарод и фереџата, спаднавме на лајфстайл феминистки кои ги банализираат, а со тоа и предлабочуваат реалните проблеми на жената во општеството. Додека грото од невладините организации се заслепени од инкасирањето странски пари и се расфрлаат во флускули на обуките за наводна родова еднаквост, во Македонија секојдневно бесне нееднаквоста, насилството врз жените, трговија со жени и девојчиња, тие остануваат неми за проблемите на текстилните работнички и игнорираат положбата на жената во руралните подрачја и општо материјалната положба на жената. АФЖ нема да наликува ниту на проформа организациите на жени на останатите политички партии, кои освен делење рози и честитање на меѓународниот ден на жената изминативе години не направија ништо за подобрување на положбата на жените во Македонија. Ова дело има за цел да поттикне лев феминизам, преку кој ќе се искорени мизогинијата, ќе се разобличи патриархалниот морал, ќе се ослободи жената од сите стеги и ќе се придонесе за нејзина еманципација. Ќе се бори за правата на жените работнички и ќе учествува во напредувањето на социјалната правда, ќе инсистира на економско јакнење на жената и нивно социјално вклучување. Антифашистичкиот фронт на жените, како нова помошна работна тело на политичката партија Левица, беше формирано со одлука на президиумот на Левица на 8 март оваа година. Денес, меѓу нас и председателот на Левица, пратеник во Собранието на Република Македонија, професор доктор Димитар Апасиев, еден од иницијаторите за формирање на АФЖ. Тој е нашиот прв говорник денес, председателот на Левица. Благодарам, Дарија, почитувани соборци, почитувани другарки и другари. Јас као прав конзервативец на овој настан дел без жена. Имате поздрав од првата дама, како што ви рекол Борис. Незините отидоа на одмор и мораше да чува куќата во Штипа, таму се Сомалиот, така да имате поздрав да не ја вклучуваме на видео, да не падне. Извините, јас нешто кашлица се настинав денови, па се зема вода. Значи, да, точно дека ние бевме иницијатори да го формираме АФЖ и тоа точно со името АФЖ, за да го земеме дискурсот кој што почна NGO структурите да го меинстримизираат. И јас како историчар, имајќи го предвид фактот дека секогаш и она што често се контрираме и во президиум дека политиката е некоја
форма на религија, само секуларизирана, бидејќи има символизам, ги има сите, тоа е некој шмитовски концепт политолошки гледано, дека ги има сите фрагменти од религија и ваква, само нема Бог. Сега, гледајќи јас како правник антика и она што го предавам историја на право, многу ретко среќавам богови на правдата. Секогаш во антиката има божици на правдата. И тоа вајда не е некоја случајност. Веројатно жените го имаат тоа вродено чувство на хармонија, на ставање на нештата во ред, на редење на коцките. Значи, почнувајќи од сумерската божица Иштар, која е воедно и божица на правдата и одмаздата, и симптоматично тргнувајќи од она nihil sub sole novum, латинска максима, дека нема ништо ново под сонцето, дека ние само се возгордејуваме дека има како боженски нешто ново, меѓутоа исти се потребите на луѓето, иста е нивната злоба, иста е нивните стремежи, идеали. Символот на оваа божица бил симптоматично звезда, како синоним на регулирач на космичките процеси. И денес нашиот символ е звезда, тоест ние би рекле петокрака. Потоа ја има египетската божица Маат, која е божица на природната хармонија, или оние кои што знаете, една божица со пердов често представена во пирамидите. Таа мерачка на душите, ги мерала пердовот и го ставале срцето на оној, и таа мерала дали да влезете во подземниот или во рајот, ние би рекли. Потоа ги имате хеленските божици Темида и Дике, исто така жени. Едната е мајка на другата, едната е божествената правда, другата е човечката правда, и ја имате, како и се друго, римската мејнстрим божица, западнистичката јустиција, која што сите ја знаеме. Значи, тргнувајќи од ова европско, па и светско, ако гледате од Блискиот исток наваму, сите божици биле жени, тоа не е случајно. И сега ние често го имаме тој, под налетот на овој еврофундаментализам, го имаме тој комплекс да се само понижуваме себе си пред странците. Јас обратно ќе освртам дискурсот да бидеме горди на нашата социјалистичка традиција. Значи, ние сме држава која видела добро од социјализмот, за разлика од другите држави кои што биле под капиталистички, условно кажано, системи. Во народно-ослободителната борба околу 100.000 жени имаат директно учество, што позадински, како логистика, санитет, прва помош и слично. 25.000 од нив се убиени. Од нашите македонски простори 7 жени се прогласени за народни херои на Југославија. Ја спомнам Дарја, прочуената Роса Плавева, и не по некоја случајност и таа е велешанка исто како и јас. Значи, прогресивни идеи во тоа време била дури понапред од Роза Луксембург, иако собирала подписи своевремено после за нејзино ослободување. Роза сепак творела во една европска држава. Овие, значи нашата Роса Плавева и Накије Бајрам творат во Отоманско царство. Значи тие биле пута 3 по-прогресивни од Клара Цеткин и Роза Луксембург. Значи, од такви ликови, каде што турските жени во време на младотурската револуција ги подбуцнуваат против Зарот и Фереџето, подоцна тоа ќе го направи и ќе го каже и Ибе Паликуќе, албанката партизанка, ние спаднавме на Мерсиха Смајловиќ, на лица кои се забулени, се уште не држат пресконференции, и тоа ни го предаваат како прогресивност. Сакам да кажам дека борбата која ние сме ја воделе како нација и вие како жени, неминовно бара жртви. Значи, борбата создава многу непријатели, борбата ќе ве соочи со предизвици и неволји од највисок тип на кои што мора да одговориме. Значи, читајќи ги биографиите, бидејќи во последно време милувам да читам мемоари, тоа биле великани за нас. Значи, буквално не сме им ни до колената на тие луѓе или па на тие жени, ако сакате. Значи, биле илегалци со лажни документи, со лажни пасоши, со лажни лични карти, живееле под различни имена. Биле интернирани во концентрациони логори, биле мачени, биле затварани, на живо ги дереле, буквално им корнеле ногти, и тие не се откажале од таа своја идеологија. Затоа велам дека политиката е секуларизирана религија. Значи, треба да имате
некој агон, некој жар кој што ќе ве носи низ сите тие премрежа. Да се подсетиме само на Магдалена Антова од Куманово, заборавената прва млада партизанка убиена дури 41-а, уште партизанското движење не зема ни замав. Обично сите се убиени 43-та, 44-та пред ослободувањето, таа е убиена 41-а. Предадена е од родениот татко кој бил бугарофил. Тој ги предал каде што биле во воденицата со другарите за таму да ги убијат. Значи борбата бара дури некогаш да се одречете и буквално од своите родители. Да се подсетиме на Невена Ѓоргиева Дуња, која беше обезглавена во Велешко Нежилово, шетана, главата набиена на колец во Велес и ставена во едно месара за да ги плаши Велешани. Се зборува дека прадедото на еден актуелен вамровски функционер бил во контрачетите бугарофилски кои што ја прободеле, тоест ја обезглавиле Невена Ѓоргиева Дуња. Да се подсетиме на Маца Овчарова, која што е жива закопана во селото Орлевци уште додека претала кога цел шаржер истуриле во неа. Да се подсетиме на Вера Цирибири која што обколена од бугарските контрачети за да не падне жива се самоубива. И на вакви ликови да се подсетиме на Вера Јоцики, за која што е посветена песната Очи од Ацо Шопов, на Мирка Гинова, која што е првата загината партизанка во Даг во Егејска Македонија, на Елпида Караманди која што беше еврејка. И од овие ликови не се сите убиени, некои од нив стигнуваат до највисоките позиции кои тогашна Европа може да ги замисли. Тоа е Милка Планинец, која што е во Хрватица, која што е првата жена премиер во Европа, во тогашна Југославија, и Роза Папа, која што е првата жена воен генерал во Европа. Таа стигнува од партизанка до генералско звание. И тогаш ќе ја раскажам она анекдота која често на 8 март пригодно ја шерувам на овие липтарт феминистки. Во Порторош 76 година се случува едно хрватско социолошко друштво прави една конференција ваква слична и насловот е положбата на жената во општеството. И доаѓаат французинки како тогаш најпрогресивна феминистичка организација во Европа и германки и цела Европа, од Швајцарија, од секаде има гости. А памтете, ова е 76-та година, а во Швајцарија тек во 73-та, 3 години претходно е признато правото на глас на жените, значи во 73-та. И доаѓаат и такви на брдовите од Балкану, ние сме за останатите и викаат, вие сега треба, вика, да се изборите за правото на развод. А Југославија имала најпрогресивно закон за семејство, најпрогресивен од после ратот до сите тие години. И овие им вика, ние имаме право на развод, може да се развод. Имате, вика, ајде да се изборите, треба, вика, за право на абортус. Вика, ние имаме најлиберален закон во Европа за абортус. Како вика има? Вика, вие треба да се изборите за 8-часовно работно време. Имаме, вика, ние по 8 работим. Имате, вика. Вика, вие треба за правото на породилно отсуство да се изборите. Имаме, вика, ние право на... Они се мислеле дека идат во некоја заостаната земја од Африка, од третиот свет, каде што сакам да кажам дека наравно учението од оваа анекдота е дека одјебете го фундаментализмот во ѓаволите. Значи не се тоа. Ние ова поднебје е расадник на прогресивните идеи. Читајте го манифестот на Аснум да се наежите луѓе колку се тоа прогресивни идеи. И второто наравно учение да раскинеме со неолиберализмот. Слободната жена на слободниот пазар. Тоа е слоганот на неолиберализмот. Овој постмодерен или липтарт феминизам многу се разликува од левиот феминизам кој што ние го пропагираме. Значи, ние се заплеткавме во овој одвратен новоговор на НГО грантовската бирократија и, како што луцира Ненси Фрейзер, има неколку пунктови каде што се заглавивме, каде што се дававме автоголови во овој втор бран на феминизмот, ако гледате идеолошки. Значи, првиот пункт е семејниот приход, или познатата наша тате носи, мама меси, текнува. И тоа доведува до една инфантилизација на младите. Имате мажи на 40 години, се уште живеат со мама, така. Меѓутоа, сепак е тоа класно прашање ако гледате суштински, бидејќи не ни е решено стамбеното прашање, бидејќи не ни е решено домувањето како општествен феномен. И луѓето се приморани, немајќи извори на приходи, да живеат со своите родители до 40-тите години. И имате поделбата на деловните жени, успешните бизнесвоман,
со жените домакинки и жените работнички. Значи, и тука имате феномен, особено присутен беше во Велес додека живеел. Жени експлоатираат жени. Значи, најголемите овие, како да ги кажам, експлоататорки на жените на смени во шивачките фабрики во Штип, во Велес се жени исто, бригадирки оние, кои што ги буквално ги експлоатираат. Но социјализмот и за тоа нашло решение, тоа се јавните градинки. Сакате да градите кариера, еве ви јавни градинки, никој не ве брани. Меѓутоа процентот на покриеност на деца кај нас е ужасен. Значи треба 100% покриеност на јавните градинки, која е една од нашите програмски платформи, за да вие можете да се посветите и на семејството и на кариерата. Следниот пункт е она што е многу суштинско, а тоа е политизацијата на личното. Што е суштината на ова? Значи, ние критикуваме еден мускулински, така да го наречам, културен сексизам, но истовремено забораваме да критикуваме политичката економија која го донела него, или да бидам попластичен. Тие, липтарт феминистките се за recognition, значи тоа е статусно прашање, гледано суштински, тоа е идентитетско прашање, а ние, левите феминисти, сме за redistribution, што е економско прашање, дали ме разбирате? Значи, историски гледано, тоа е регресивна политика. Значи, барањето статус пред социјална категорија е назад во борбата. Ние сме се избориле за идентитетски прашања и сега преминуваме на економски прашања. Нас не треба редистрибуција на богатството. И затоа тој лепенка на неолиберализмот, феминизам е во суштина регресивен, а не прогресивен, бидејќи не враќа еден чекор назад во борбата. И третиот пункт е Нани Стейт, така го крстува Фрейзер, или државата дадилка. Значи, овој глуп еден антистетизам го сведува концептот на држава на благосостојба и неговиот патернализам кој што го имаше, го сведува на мини-стейт. И хегелијански гледано, државата, да, тоа е извор на проблемите, но истовремено, диалектички гледано, државата е и решението на проблемите. Значи, тој антистетизам доведува до атомизација на општеството, до оддржавување на државните функции и од тука до алиенација. И сега имаме ние овој welfare state-от, значи државата на благосостојба, која што дава раком и шаком на сиромашните, сега не таа не чини, и сега одиме кон што? Кон микрокредитирање на сиромашните жени на глобалниот југ, каде што ние како европска периферија реално и таму припаѓаме. И што значи тоа? Тоа значи дека макроекономските показатели се ставени во аут и доаѓа микрокредитирањето, еве го дојде и кај нас, тоа ви се брзите кеш кредити, заложни куки и слично, кои што растурија многу семејства. Ви одите се коцкате, после одите земате брзи кеш кредити со лихварски камати, а државата нигде ја нема. Тоа е тој антистетизам кој што вели државата е проблем, не треба таа да чепка ништо. Не, државата е проблем, меѓутоа државата може да стане и решение со правилни политики. Лајт мотивот на ова моје излагање сакам да биде дека феминизмот не смее да остане слугинка на капитализмот. Тоа ние како АФЖ треба да го постигнеме. Значи, лев фем не е исто со лес фем. Значи, феминизмот е еманципаторско движење и не треба да дозволиме тој да стане културен феномен за репродукција на статус квото кој е предводен од мажомразачки, буквално кажем. Од друга страна, оно што мене лично ми пречи, антихуморескното во овие нови родови политики. Се што ќе кажете ќе биде политички некоректно. Не бе луѓе, зезајте се на сметка на стереотипите на мажи, на жени, на тие односи. Јас и бабата се зезаме цело време на тоа. Значи, он често ќе ми каже, што е формула на среќен брак? Формула на среќен брак, вика, само Ајван може да се кара со жена. Мудрецот остава да го надвладее жената. Значи, тие стереотипизации на машко-женските односи, па зошто да не се зафркаваме и на тоа поле? Меѓутоа, ако имате, ние со Борис имавме една таква ситуација со овие Конрад Аденауер феминистки. Борис излегуваме од пленарна сала и отвара врата на една феминистки, не сум јас од овие, јас сум зар... Што ти е, мори жена, ти отвори врата? Зезајте се на такви теми, што е страшно. Сега не е ништо политички некоректно. Мажи сме и жени сме, што е. И да се изразам на крајот марксистички, нас ни треба
феминизам на базата, а не на надградбата. Бидејќи феминизмот на надградбата е културологија и чиста козметика на статус-квото. Значи, нас не треба феминизмот да го отвориме како материјално прашање, а не да биде формалистичка фикција. Радикално да расчистиме со капиталистичката апроприација. Она што мене ме радува е тоа што вие или ние сите тука сме првите преобратени на новото АФЖ. А како што велеа, ако има еден преобратен, секоја нула после единицата ќе биде 10 пати повеќе од претходниот број. Меѓутоа, ако нема никој на почетокот, безбројните нули секогаш ќе бидат нула. И затоа апелирам до сите нас да се држиме, да се бодриме заедно, да се бориме заедно, во затвор ако треба да идеме заедно. И затоа, како што велеше мојот велешанец Ограѓанин Рацин, ние сепак на крајот ќе победиме. Да живее АФЖ на левица и да живее Македонија.